пријателите. Па може би глупости цесене, може би паметно ќе кажеме, ама и слушај го да му видиш мислата, да му видиш целта. Па тек тоа коментар дајте, а ти го прекинуваш овој што зборуваше 10 пати. Па селе е крив, него прекинува, нека ти ја каже целта на што се јавил, да ти ја каже, да ти ја опише, кој е и дали од Радович, дали од Битово, дали јас како селска глава од Источна Македонија, може би проста, може би мудра, од кај да знам. Ќе каже утре некој што чул, ќе каже дали сум глуп или мудар, а не сега ти апла ми кажуваш шетом во она и ќе те рачунам за позитивец. Како позитивец? А што не е тоа така? Како? Не сум право за тој жетонот? Абе, жетонот има начини како да го кажеме, а не така бе. Ја може да ти кажам уште подоши гадни работи ако е за така. А па ако ти задувам по наше поселски, па ќе да направам за никаде. Бати работат. Ајде поздрав пријатно. Поздрав, овдека после слушателот ќе даеме реклами и ќе имаме мала пауза со една музичка numera. Се враќаме за неколку минути, а може би повеќе. Стадион. Санта Марија. Вина со контролирано потекло од винарската визба Сковин. Квалитетно суво бело вино и Санта Марија полусуво црвено вино, куве од Вранец, Каберне Совиньон и Мерло. Идеално друштво во зимските моменти на љубов. Санта Марија од Сковин. Вкусот на љубовта. Каде ми е подарокот? Види во телефонот. Доби и ти подарок со VIP. Со секое надополнување со VIP Prepaid добиваш 100 мегабајти, 100 SMS пораки и 100 минути за разговор со цела VIP мрежа. Повеќе за вас. VIP. За убавите есенски прошетки и оние најубавите напролет. Изградени се 60 километри или 125.000 метри квадратни тротоари. Добивме нови 10 километри пишачки патеки. Изградевме и 2 нови плоштади, кај Педагошка и во Карпош 3. У нив има љубов, насмевки и по никоја воздишка. Канал 77. Та твоја дива и несмасна љубов, те галам дури предиш, стуткана во скутов, се прозеваш, се тегнеш, наспана и гладна, бараш да те пуштам, ме гребеш и ме казаш, та твоја дива и несмасна љубов, те галам дури предиш, стуткана во скутов, се прозеваш, се тегнеш, наспана и гладна, бараш да те пуштам, ме гребеш и ме казаш, Везилка, кажеш како се роди проста и строга македонска песна, како ленка остави кошлатенка, ленена не довезе на нас. Везилка, кажеш како се роди проста и строга македонска песна, како ленка остави кошлатенка, ленена не довезе на нас. Бој везилка, кажеш како се роди проста и строга македонска песна, како ленка остави кошлатенка. Твоја дива и несмасна љубов, те галам дури предиш, стуткана во скутов, се прозеваш, се тегнеш, наспана и гладна, бараш да те пуштам, ме гребеш и ме казаш, та твоја дива и несмасна љубов, те галам дури предиш, свртена со грб, се прозеваш, се тегнеш, наспана и гладна, бараш да те пуштам, ме гребеш и ме казаш, Везилка, кажеш како се роди проста строга македонска песна, како ленка остави кошлатенка, ленена не довезе на нас. Везилка, кажеш како се роди проста строга македонска песна, како ленка остави кошлатенка, ленена не довезе на нас. Бој везилка, кажеш како се роди проста строга македонска песна, како ленка остави кошлатенка.
визија ти кажеш како се роди проста строга македонска песна. Откако ленка остави кошула тенка, мене не за мене. Визија ти кажеш како се роди проста строга македонска песна. Откако ленка остави кошула тенка, мене не доаѓа на нас. Визија ти кажеш како се роди проста строга македонска песна. Откако ленка остави кошула тенка. Визија ти кажеш како се роди проста строга македонска песна. Откако ленка остави кошула тенка, мене не доаѓа на нас. Визија ти кажеш како се роди проста строга македонска песна. Откако ленка остави кошула тенка, мене не доаѓа на нас. Визија ти кажеш како се роди проста строга македонска песна. Откако ленка остави кошула тенка. SMS контакт 142 177. Студио Штип 032 397 727. Назад сме на стадион, направивме една мала пауза и можеме да продолжиме, колку што разбрав имаме и доста слушатели. Предпоставувам ве интересна емисија од многу погледи, па така да ќе преминеме одма на некој слушател. Дали имаме на линија? Ајде повелете. Ало? Да, се слушаме. Ај малку погласно само ќе ве замол. Слушател од Скопје. Да, и ако може радиото да го намалите, бидејќи се создава ехо. Така, добре. Добро. Ајде, повелете. Темата со докторите, мислам дека малку погласно, не ве слушаме. Малку погласно. За темата со докторите, а после за медиумите. Ја потполно ги оправдувам докторите, меѓутоа го оправдувам и министерот. Али мислам дека треба да седнат и да најдат заеднички јазик, бидејќи министерот изгледа не е упатен многу во работата и прави лапсузи. Од причини што колку што знам, негови советници не се доктори, туку се некои економисти. Дека треба да се реформира здравствениот систем во Македонија, треба. Тоа е факт. Меѓутоа, дали требаше да почне одма со плаќање да одредување на работните услови на докторите? Или посебно да кажеме во овие во клинички центар во Скопје. Дали не требаше да почне од озола па да нагоре? Бидејќи не можете вие на високо образовна или стручна установа да наметнете норма како ќе работи, додека другите доле што сите, да кажеме, ја хранат таа институција, ги оставате на некој учинок што они може кога сакаат да го направат.
Ама ова е реформа за сите, не само за клинички. А не би рекол ја дека е баш реформа за сите, затоа што се моментално се удри на клинички. Не, и за сите, они највише се побунија бидејќи имаат најголема суета. Па, видете вака, не се работи тука за погледа на светот, тука се работи луѓето. Мислат дека се мали богови, разбираш? Не, видете вака, не се они мали богови. Мислам дека грешно те запоставувате. Не, они мислат дека се мали богови. Вака, јас имам пријател доктор кој они го прифаќаат тоа да им се плаќа починок. Меѓутоа, прво основниот проблем е што ни починокот им се пресметува на крајот од месецот кога ќе заврши месецот, а не унапред им се каже колку ни треба да освојат овој месец. Значи тоа прашање треба прво да го следат. Кога ќе им се одведува учинокот, за да они да знаат унапред како да го планираат месецот да работат. Нив откако ќе заврши месецот, тогаш они пополнуваат некој бланко формулар и кажуваат кој што колку сработил, некој после им вика, ти не си го освоил учинокот за овој месец. Тоа е една работа. Втора работа. Дали е исто да земете вие специјалист во Штип гинеколог, да нормирате и да нормирате гинеколог во Скопје? На клинички центар. Што е разликата? Еве сега ќе ви направам една паралела. Исто во разговорот со него дознав дека во Штип има двајца гинеколози. И тие дежурат една недела едниот, друга недела другиот. И они се секој се фул со, да кажеме, со учинок. Меѓутоа, дали овие во Скопје треба да се спотепат по амбулантите кој прв да направи норма за да не биде казнет на крајот на месецот? И тоа не држи. Господине, вие не го разбирате принципот, не разбирате реформата. Реформата не е реформата, знаеш да пријател како ќе кажам тебе треба да почне министерот да прави. Прво министерот треба, пак по мене прво министерот треба да дознае кој све ни се лечи во нашиот здравствен систем. Дали ме разбираш? Затоа што јас имам информации, на пола Косово ни се лечи со македонски здравствени книжки. Тука треба да почне прво реформата во македонскиот здравствен систем. Втора работа, дека треба да се децентрализира клиничкиот центар, да се отворат уште неколку центри низ републиката, да се намали гужвата во Скопје. Трета работа, дека реформата може да се спроведе доколку вие сите овие што се професори овдека во Скопје ги натерате додат во внатрешноста во другите клинички центри таму да вршат едукација на сите доктори, а не сите да ги носите во Скопје на специјализација. Бидејќи ако земете на клиника како што е ортопедија, ќе видите дека они еден ден прегледуваат, другиот ден оперираат, па вториот ден повторно прегледуваат. Зашто вториот ден да биде во мајчин дом? Зашто да не биде во Штип? Зашто да не биде во Битола? Дали ме разбирате? Тоа е веќе направено, веќе има. Не е направено. Не е направено. И во Штип и во Каде е едукацијата, пазете, каде е тука едукацијата на кадарот? Зашто министерот прво не прати кадри да се едуцираат надвор, па после тоа да се врати овдека и така да се почне реформата на здравствениот систем. Со тоа што ќе ги натерате вие професорите да бркаат норма во Скопје да работат, ма нема да го решите проблемот. Дали некој отвори темата на превработеност во болниците? Не се работи за норма. Дали ќе се прави така здравствена реформа на здравствениот систем, кога вие и ќораво и сакото набутавте таму да хвати врати да зима плата и со тоа го намалувате буџетот и после кога ќе ви побараат пари, им викате бе нема пари. Па ќе правиме се учинок, па ќе го бркаме овој да работи, овој ќе казнуе. Овој ќе брка норма, овој ќе